Дами и господо, добре дојдовте во уште едно ново издание на Другите вести. Единственото место во етерот кое е фокусирано на оние вистински новости кои останатите телевизии избегнуваат да ги коментираат. Другите вести не се ослонуваат на вештачка, па фала Богу ниту на реална интелигенција, туку ние нашите вести ги добиваме директно од најдоверливите извори во земјата. Влијателните македонски Твитер профили и локалните и регионални интернет портали. Моето име е Кирил Зарински, а ова се Другите вести. Иако пред некоја недела оваа вест ја третиравме како апсолутна шега, денеска Министерството за внатрешни работи и официјално потврди дека пешаците ќе плаќаат парична казна доколку користат мобилен телефон додека пешачат. Законот стапува на сила веднаш, а истиот предвидува казни во висина од 40 евра за пешаците кои користат мобилен телефон или имаат слушалки во ушите додека преминуваат на пешачки премин и 50 евра за возачите на тротинет, мотор или трактор кои при тоа користат електронски уреди. Според новиот закон, доколку не сакате да бидете казнети за користење на мобилен телефон во сообраќај, најдобро е да си купите кола. Останува уште помалку од половина месец до локалните избори, а кандидатите за градоначалници прават се што е во нивна моќ за да не убедат дека навистина постојат. Господинот Орце Ѓорѓиевски, како дел од неговата кандидатура за татко на главниот град, ги собра локалните угостители на едно место и по неколку часовниот состанок сите заедно одлучија дека ноќниот живот мора да се врати во Скопје. Како резултат на средбата, Ѓорѓиевски најави дека доколку биде избран за градоначалник на Скопје, во неговиот кабинет ќе биде назначен и специјален советник за угостители. Советникот ќе биде избран од самите угостители и ќе служи како мост за заедничко градење на политики и решенија. Можеби сега, со овој советник, конечно ќе дознаеме зошто затвори бившо Ванила. Знаете зошто ја затворија Ванила? Поради институционална негрижа. Така, Цајо? Протести во Скопје. Жителите на главниот град изминатата недела го исполнија централното градско подрачје со протести на револт и нетрпение поради наводната нефункционалност на државните органи. Некои од нив протестираа против пожарите, некои против воздухот, некои пак бараа побрзо да им се одговори на прашањето кој е следен. Луѓе од различни возрасти, различни националности, различни вери и родови припадности, но со една заедничка работа. Сите цапаа во ѓубре. Одиме кон малку почисти вести. Инспирирана од големиот хит "На Великден сум се заљубил", македонската влада најави иницијатива во која познатиот пејач Джина Папас Џокси ќе напише и отпее песна за секој важен празник од православниот календар. Имено, владата финансиски ќе ја поддржи продукцијата на цел албум со празнични numери, со желба не само да ја популаризира македонската музика, туку и да го врати празничниот дух меѓу православните верници. На албумот ќе се најдат numери како "На бадник сум се накркал", "Ти текнували милице како се бањавме за водици", "Мал десерт за голема Богородица" и "Оди дома малолетничке се пости на Крстовден". Еминентниот македонски финансиски портал Денар неодамна објави статија со наслов "Како да започнете сопствен бизнис во Македонија со само 1000 евра", во која се дадени неколку совети за отворање на мали бизниси со навистина мали вложувања. Ама, мојот финансиски советник Нудим Бело тврди дека 1000 евра е преголема сума за просечниот македонец, на кој му требаат практично 2 месеци за да ги заработи овие пари. Наместо тоа, господинот Бело ми даде една идеја со сопствена калкулација за отворање на свој бизнис.
Режија пенкалце молам. Режија тефтер ве молам. Нема да ви одземам многу време. Значи вака. Анонимно купена сим картичка со телефонски број. 599 денари. 100 мали зиперки нарачани од Амазон. Вака толкави, не мора поголеми. 100 денари. Дигитална вага. 790 денари. И околу 500 евра почетен влог. За нешто помалку од 520 евра имате собствен бизнис. Малку ризичен, ама многу амбициозен и профитабилен. Особено ако ги познавате вистинските луѓе. Бела материја, марихуана, дробилка. Малолетник и уште 5 лица уапсени во Скопје. Штета. Веста започна толку добро. Научниците развија решение за загадувањето со микропластика инспирирано од рибите. Решението е следново. И за крај, метеор. Драги гледачи, тоа беше се од ова издание на Другите вести. Останете со нас и следната недела, за да ги дознаете сите новости за кои другите телевизии се преплашени да зборуваат. Јас сум и имам намера да останам, Кирил Зарински. А вие сте мојата омилена публика. Довидување. Прави некаква разлика?